да се менува. Именно тука е интересен еден друг момент, да речеме, оној познатиот астроном Птоломеј, кој што досега се мислеше дека го поставил геоцентричниот систем, во последниве десетина години во друштвото на астрономите, односно во сталежот, да речеме, на астрономите, во круговите на астрономите, тоа светски познати, се прави ревизија на неговото дело и се повеќе е присутна мислата дека тој ниту на сон не ја представувал земјата како средиште на вселената, туку напротив, направил нешто многу значајно. Прв земјата ја прошарал со меридијани и паралели, за да би можеле морепловците да се снаоѓаат. И при тоа, бидејќи тој меридијани и паралели мора физички некаде да се постават, при разгледување на соодносот помеѓу земјата и другите небески тела, земјата морал да ја стави во средина за да го направи тој плашт, за да направи определени мерења, за да знае точно кој меридијан и која паралела каде поминува. Тоа е, видете, тоа е нешто што, да речеме, до сега се прогласуваше дека е статично. Во една многу висока наука, многу развиена област астрономија, веќе имаме ревизија на едно такво нешто. Така да треба да се има само малку отворено. Не е ништо чудно, само кога не би било, кога не би станувало збор за Македонија. Ми се чини дека тука е главната вака поента на све ова што... Немаме многу проблем со тоа, само што, нели, овие дискредитации мислам дека не се оправдани. Она што е битно, тоа е дека ние ќе одиме со нашата работа, ќе одиме кон докажување, како секаде каде што се прави во нормални земји, во нормалниот свет. Ако некој изнесе некоја теорија, таа мора и да се докаже. Сигурно. И ние ќе одиме кон тоа. Имаме резултати, имаме што да понудиме, имаме докази, па нека си судат луѓето самите како и што е. Ние не бегаме од диалог со било кои научни експерти од било каде. Отворени сте, ставени сте на интернет, секој може да ве пронеде. Бевме во Словенија, секој може да искоментира. Рецензирани, ова ни е вториот конгрес сега во Русија, каде што исто така, да речеме, можеби немаше физичка рецензија на овој пат, меѓутоа постоеше едногодишна, многу подетална, тивка рецензија. За да некој види дали нештата работат или не работат. Ако не дава резултати, не дава резултати, тоа е тоа, тоа е многу едноставно. Сигурно. Ние не сакаме да догматски се однесуваме. Нештата или функционираат или не, методологијата е Постои тоа прашање дали и другите од Македонија биле повикани. Па за некој треба да те повика, треба да нешто си направиш, треба да знаеш што си направил, тогаш ќе добијат и другите. Ако е тоа квалитетно. Тие сигурно не мислеле дека ние сме нешто специјално па да не повикат, него гледале нашиот труд. Ама затоа сте специјални, затоа што го виделе вашиот труд, не би ве повикале за џабе. Има уште еден случај, можеби не е лошо да го спомнеме во оваа прилика. Например, се сеќавам на доктор Жан Митрев, кога исто така во Русија и дури во Санкт Петербург беше дочекуван како звезда во тој свет од медицината. Во исто време кај нас овде му бараа дали имал диплома или нема да покаже некому. Така да не сте единствени, не сте уникатни. Тоа е македонскиот феномен. Не сме дошли до таму. Може да ќе ви побараат следното враќање од некаде. Да. Време е за реклами, па се враќаме во студиото, уште колку да се поздравиме. Мислам дека кажавме се од прилика за вечерва. Да завршиме со една убава поента за овој Македонијум. Сакам да ги прашам моите вечерашни гости пред да кажат некоја порака за крај на вечерашниот Македонијум, како последица на своите лични забележувања на феноменот Македонија, македонци и македонизам. Како се снаоѓаат во овие тешки времиња? Вашиот проект беше финансиран и влезен во програмата на МАНУ од 2003 до 2005, ми се чини. Што понатаму? Продолжили да е се уште дел од програмата или се снаоѓате на други начини? Тоа е тачно. Ние после завршувањето и излегувањето во јавноста си дадовме една година пауза. Сакавме во таа година да постигнеме малце повеќе во верификација на нашите резултати и од оваа година поново пријавивме само под друг наслов, нов проект, трогодишен проект,
како втор проект во МАНУ со релативно помали средства на финансирање. И на последната годишно собрание на Академијата и поред барањето на поединци или поединец да се да се исфрли нашиот проект од програмата на Академијата, академиците со закана дека ќе ја напушти Академијата ако тоа не се случи, со апсолутно мнозинство од 40 према 2 проектот остана во програмата на Академијата, а колку јас знам, оној што претеше не исполни својата претња. Таму е се уште во МАНУ. Таму е се уште во МАНУ. Тоа е што се однесува званично, али ние имаме, што мојот колега ќе каже, и донатори за нашата дејност, кои се не повикаа сами и се стварно за споменување и за голема захвалност. Верувам дека некој го увидел овој практично величината на проектов и истражувањето со кое што вие сте се нафатиле. Па ја увиделе пред се потенцијалното значење на ова што ние го работиме. Имавме посебен приватен спонзор за нашето патување и престој во Санкт Петерсбург. За тоа голема благодарност, инаку нашето патување не можеше да се остои и престои таму. Исто Сака така да биде анонимен? Не сака да го поздравим? Не, знаеме да не го нападнат и него како наш. Да, што видите, подобро вака. И уште спонзори за она што сега, да речеме, работиме, бидејќи нашиот сега проект во МАНУ, кој што моментално работиме, се носи наслов компјутерска поддршка на древното македонско писмо од средниот текст од каменот од Розета. И во рамките на таа компјутерска поддршка се јавија спонзори кои што обезбедуваат и неопходна компјутерска опрема. Исто така и првиот спонзор кој што го споменавме за патот, да не изумам, спонзорира 4 стипендии, во вид на стипендии за студенти кои што работат на овој проект. И се надеваме дека и понатаму ќе продолжиме со тоа. За сите ни една огромна благодарност, затоа што представуваат, да речеме, многу значаен дополнителен мотив да човек продолжи со работа. Иако мотиви не ни фалат баш многу. Да. Меѓутоа, секако е многу значајно да се чувствува дека некој позади тоа стои, заинтересиран. Да, кога имате силни мотиви, може да ви недостасуваат само уште финансиски средства за мотивите. Сакав да ве прашам, сум чула дека и Македонската православна црква е вака ваш симпатизер, поддржувач, се мислев кој избор да го употреба. Значи, го сватила ова што вие го работите и ја сватила тежината на проектот. На нивниот сајт има информации за она што ние го работиме, за првиот текст. Ние во меѓувреме, значи, користејќи ги карактеристиките и можностите на современата технологија, пред се постоењето на светската мрежа интернет, поставивме една страница на која што има материјали од нашиот првичен текст и помеѓу другото забележуваме дека значителен број на луѓе кои што го посетуваат овој сајт доаѓаат барајќи првична информација од сајтот на Македонската православна црква. Од разни краишта од светот. Така да дека светот да, дефинитивно. Да. Дека светот се интересира, ние само еден податок да изнесеме за ова што ние го работиме. Во некаде на почетокот на февруари ставивме, она за што ние, да речеме, никој не може се да не обвини дека не знаеме, еден бројчаник, така да кажеме, за посетеноста, за активноста на сајтот и така натаму. И која е бројката? Во последниве 4 месеци, значи, од кога е тој бројчаник поставен, 24.000 и нешто. Пристапувања за земање на материјал. Значи за 4 месеци 24.000 и нешто. 24.000, таа бројка се однесува на симнување на материјал
Значи луѓето, не знам колку луѓе дошле, постои таа бројка, сега да не шпекулирам, но постои таа бројка колку се најавиле